Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Настаните во Источна Украина отворија дискусија за тоа дали ширењето на НАТО на истокот на Европа беше причина за украинската криза. Ставовите се поделени. Она во што сите се согласуваат е дека земјите кои се под чадорот на Алијансата помалку страхуваат за нивната безбедносна ситуација од оние кои не се. Некои може да се согласат, а некои не, дека НАТО политиката за ширење кон Источна Европа од 1991 година е мудра или не. Некои пак не можат да не се согласат дека приемот на балтичките земји посебно и можниот прием на Грузија и Украина и другите земји кои тоа го сакаат од истокот на Европа биле искористени од рускиот председател Владимир Путин за да ја зацрсти својата популарност и да ја врати Русија во историјата. Според некои посматрачи, Русија сега повеќе личела на таа од времето на студената војна отколку Русија на иднината. Затоа, според дел од експертите, придонесле проширувањето на НАТО и постојаниот развој на американскиот одбранбен систем во Источна Европа. Украинската криза, како што се додава, е дел од борбата за интереси што ја имаше и за време на студената војна. По нејзиниот крај Варшавскиот договор, воено-политички сојуз на блокот комунистички земји беше распуштен, додека неговиот пандан НАТО почна да се шири. Оттогаш Русија почна постојано да притиска врз безбедносните граници во регионот за да ја покаже незината моќ. Пред неколку години јасно Москва им покажа на грузиците што мисли за нивната намера земјата да ја приближа до НАТО, кога со блиц војна за неколку денови руски тенкови стигнаа до главниот град Тбилиси. Неколку години потоа следуваше притисок врз украинските намери што резултираше со прекина веќе започнатото потпишување на договорите за потесна соработка со Европската унија, а по отстранувањето на украинскиот проруски председател и руска анексија на украинскиот полуостров Крим. Нордиските и балтичките земји се лоцирани во регионот од стратегиска важност за Русија. Проширувањето на НАТО со балтичките држави во почетокот на веков ја донесо Алијансата најблиску до границите на Русија, односно 130 километри од Санкт Петербург. Шведска и Финска, кои во екот на студената војна останаа земји надвор од НАТО, по украинската криза и зголемената руска воена активност во тој регион, ја обновија дебатата за можноста да влезат во Алијансата. Шведска дури за прв пат учествува на воена вежба на НАТО. Впрочем, целиот северен регион е инволвиран во зацврстување на регионалната одбранбена соработка, како одговор на руските маневри и пострахувањата за руските намери во тој дел на светот. Во меѓувреме, земјите од Централна и Источна Европа стартуваа низ активности во рамките на НАТО со цел подобра подготвеност и побрза реакција на евентуалните закани на линијата од Балтикот до Црно море и Турција на југот. Руските воени активности, според дел од експертите, нема да завршат многу брзо. Како и да е, таквата активност по се изгледа нема да ескалира, но воените вежби можело да служат како постојан потсетник на евентуалната закана од Русија. Затоа, како што се наведува, во наредниот период ќе е неопходна зацврстена соработка меѓу НАТО и земјите кои не се под чадорот на Алијансата. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Членството на Македонија во НАТО ќе имаше плюс придонес во создавањето на еден посолиден безбедносен систем и од аспект на обученост, но и од аспект на справување со настаните каков што беше оној во Куманово. Ова го вели експертот Благоја Марковски во интервју со нашиот новинар Мирјана Спасовска. Господин Марковски, по инцидентот во Куманово кој однесе жртви, се отвори прашањето колку безбедносниот систем е доведен во прашање и дали можеше да се превенира една ваква ситуација за да се спречат борбени операции во кои гинат луѓе. Прво да кажам дека безбедносниот систем само се потврди со оваа акција дека е ранлив и дека тој одамна е разнебитен. И тој не е разнебитен само со оваа операција, туку пред се со напуштањето на практиката стручни лица да работат на стручни позиции и на сметка на тоа партиските војници или партиските истомисленици да се вработуваат без оглед на нивната стручност. Од тој аспект ние само дознавме во овој момент и со така наречените политички бомби дека нешто многу страшно ни се случува во рамките на безбедносниот систем, веројатно и во рамките на други
opštestveni движења во Република Македонија, но сега зборуваме за овој проблем и врз основа на сето тоа, врз основа на сите тие слабости, ако имаме во предвид дека ова операција е многу лошо планирана, нестручно осмислена и нестручно реализирана, а благодарение исклучително на присебноста и на способноста, би рекол пред се личната способност на полицијата, односно полициските службеници кои ја извршува оваа акција, дојдовме до овие резултати да ги елиминираме опасностите од оваа терористичка или вооружена групација, но истовремено пак и до катастрофални резултати во смисла на тоа што имавме апсолутно огромен број на жртви и огромен број на ранети полицајци. Од тука сето она што се случуваше е одсликување на разнебитениот безбедносен систем во Република Македонија и не можеше поинаку ни да се очекува во едни такви услови, затоа што најновите информации зборуваат дека и внатре во безбедносниот систем, во структурите на Министерството за внатрешни работи, лица од структурите на Министерството за внатрешни работи имале контакти и соработувале со дел од овие групации, што значи дека ова операција била однапред пресудена да не била успех, односно да има толку жртви меѓу полициските работници. Колку невлегувањето во НАТО и Европската Унија ја прави земјата ранлива за вакви терористички напади и групи, со што се загрозува безбедноста на граѓаните и на државата? Значи, ранливоста пред се произлегува од состојбите внатре во земјата, од политичката состојба, од општествените настани и така натаму. Колку е поцврста и поединствена во таа насока, секоја земја е поотпорна на вакви настани. Но во секој случај, нашето членство во НАТО и во Европската Унија ќе имаше плюс придонес во рамките на создавањето на еден посолиден, соодветен безбедносен систем и од аспект на тоа што можевме да учиме, но и од аспект на тоа што можевме да бидеме поддржани во рамките на овие активности. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.